Маргарита Милошевска одгостива самохран родител, мајка на 16-годишната Мартина која има церебрална парализа. Пандемијата со коронавирусот дополнително им го отежна животот. Стрес во нивниот дом внесе затворањето на дневните центри за деца со посебни потреби. Маргарита е принудена постојано да биде покрај својата ќерка, што и го отежнува извршувањето на секојдневните обврски, додека пак Мартина тешко го поднесува периодот во кој не може да се социјализира. Последните месеци е страшно нервозна, бидејќи таа беше научена да оди секој ден во дневниот центар, си имаше активности таму. Беше научена да ја носам на одмор, на море, таа многу сака пливање. Јас бев цело време со Мартина ангажирана, не можам да појдам никаде, нема кој да ми ја чува, вака барем ми беше згрижена до 16 часот таму. Психолозите потврдуваат дека последиците од корона кризата за децата со попреченост се големи. Изолацијата и менувањето на навиките негативно влијаат врз нив. Социјализацијата за нив е многу важна. Значи, во овој период на изолација, кај нив се очекува регрес, значи застој, општ застој, посебно ќе има застој и враќање назад на непожелно однесување од нивна страна и застој во когнитивните способности. Милошевска вели дека иако беа затворени дневните центри, сепак можело да се организираат активности на отворено, во кои децата ќе се социјализираат и ќе добијат стручна помош. Од јуни месец до септември месец активностите на децата од дневните центри може да се одвиваат во овие паркови. Ние овде во Гостер имаме два убави парка, каде што можеше, например, 2 пати или 3 пати во неделата да се одржат некои активности. Спорт, уметност, нешто да сликаат, да се истрчаат, например, тука. За сега од ресорното министерство нема никакви најави кога би биле отворени дневните центри за деца со посебни потреби.